Почитувани, има ли некој кој верува дека денес Македонија е на прав пат? Дупката во буџетот постојано се поместува. Од 1 милиарда и 200 милиони евра, за кои Заев збореше до пред некој ден, вчера вела дека станаа 2 милиарди, па ќе слушнете дури и 3 милиарди. Јас сум сериозно загрижен дека држава е пред прагот на најголемата економска криза од незиното самостојување до денес. Светот е сериозно погоден од здравствената криза. Но Македонија има уште еден голем проблем повеќе. Тоа е економската криза. И не се знае што е полошо во овакви моменти. Пандемијата со корона или неспособноста, бавноста и неодлучноста на владата да се справи со економската криза. А кризата значи безпарица, отпуштање, руинирана економија, голема сиромаштија. 3 години предупредував за лошите индикатори во економијата. Бев оквалификуван како популист, како човек кој залутал во политиката и не знае економија. Па ќе се дрзне еден неуспешен премиер дури и да дели часови по економија. Со исмевање гледаа на оние кои укажуваа дека ни се случува крах и слепа улица потоа. А денес, веќе ниту со медиумска поддршка не може да ја сокријат рецесијата и кризата која ни судира од глава. И ни велат треба да стиснеме заби. Тие се причинителите, ама сите ние треба да живееме со последиците на нивното незнаење. Целта нова пресконференција не е трката по политички поени. Податоците до кои дојдов го вклучуваат црвениот аларм. Државата и економијата се лизгаат од раце. Постојано сум во комуникација со бизнис фелата, со професори, економисти, стопанственици. Без исклучок вела дека состојбите се алармантни. И ова не го говорам од политички и политикански побуди, туку фактографски со бројки. А тие се немилосрдни. Таа дупка која што тврда дека 1 милиарда и 200 милиони евра не е случајно направена. Она што владата нема да го признае, а сега јасно се гледа од податоците дека ние сме биле во сериозна финансиска криза дури и пред почетокот на кризата со коронавирусот. Тоа е така затоа што владата целиот буџет недомакински го концентрирала кон слевање на пари за изборен подкуп за изборите кои беа димензионирани во месец април. Поради партиски интереси се пристапило кон кревање на расходите во буџетот, без за тоа да има покритие. Се креваа плати за да се корумпираат целни групи, се делеле бонуси, повишоци, вработување на државна сметка, енормно се зголемува бројот на договорни вработувања, а нема за жал раст кој што сето тоа може да го издржи и покрие. Поради изборите и изборниот подкуп, што би рекол народот, ги пуштиле нозете многу повеќе од тоа што ни е долга чергата. За првите 2 месеца е направен буџетски дефицит од, замислете, цели 70 милиони евра. Во месец јануари, милиарда и 200 милиони евра, денари се извинувам, односно 20 милиони евра, додека пак во месец февруари таа бројка надминува 3 милиарди денари или околу 50 милиони евра. Значи потрошиле 50 милиони евра повеќе отколку што собрале во буџетот. За тоа време направено е ново задолжување од 250 милиони евра или некаде околу 15 милиарди денари. За волја на вистината, околу 9,5 милиарди се обврски кои што треба да сервисираат евроврзница издадена во минатото, но затоа пак останатите 4 милиарди и 300 милиони денари се практично обврски кои што ги создала оваа влада во месеците јануари и февруари. И таа мала ликвидност која што постоела во буџетот ја потрошиле предизборно со една цел, а тоа е обид за подкуп на различни целни групи. Не се мислело за до крајот на годината, бидејќи изборите им биле пред и над се. И ова не го зборувам затоа што сакам да водам политиканство, туку едноставно сите оние кои што следат и пратат економија можат извештајот за реализација на буџетот во месеците јануари и февруари да го најдат на страницата на Министерството за финансии. Недомакинското работење доведе до лоша кондиција на буџетот. И таа е уште полоша со финансиската криза предизвикана од корона пандемијата. Да преминам на суштината и најважното за денес. Во ваква една ситуација видливо е дека владата нема стратегија, ниту одржлив план. И не е ова време кога политички треба да се пресметуваме или докажуваме. На народот му е преку глава од обвинување и политиканство. На народот му треба сигурност и здравје. Да е сигурен дека си има план и му требаат луѓе на кои што може да им верува. Како лидер на ВМРО ДПМН,
За мене е јасно дека на владата и треба помош, исто како и на државата. И јас подавам рака за да помогнам. И сум силно убеден дека она што го предлагаме и овие предлози кои ги нудиме е излезот од оваа криза. Затоа подготвен сум ако треба да дојдам во влада и да ги образложам, да ги одбранам решенијата, да споредиме и да се излечеме од оваа криза, а да го аплицираме она што е најдобро за Македонија и за нејзините граѓани. Еве го начинот на кој што владата може да дојде до 1 милиарда и 200 милиони евра без кратење плати, удирање по бизнисот и работниците. И тоа ќе го соопштам во 3 чекори. Покрај веќе она задолжување кое што како процедура е отпочнато, а владата бара 400 милиони евра, како заем од банките и заем од давателите, и останати околу 200 милиона од Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка, кое што, доколку успешно се реализира, средствата би биле достапни за бизнисот и за граѓаните некаде во првата половина на месец мај. Вториот чекор, кој што всушност треба да биде и прв чекор, е веднаш благajničkите записи, кои што се реализираат од прилика 25 милиарди и 200 милиони денари, средства, ликвидност на банките во Народната банка, веднаш да бидат откажани за месеците кои што следат и наместо тие блagajnički записи да бидат запишани државни хартии од вредност кои што ќе ги издаде Министерството за финансии и ќе имаат рок од 1 месец и така секој месец тие ќе се обновуваат и продолжуваат. Вториот чекор кој што го нудиме, а голем број европски држави, пред се тука мислам на балтичките држави, кои што во времето на финансиската криза во 2008 и 2009 година, потоа државите од Централна Европа, како што се Полска, како што е Унгарија, го направија во услови на криза. А тоа е средствата кои што беа уплаќани во вториот задолжителен приватен пензиски фонд со уредба на владата да бидат пренаменети и наместо во вториот задолжителен приватен пензиски фонд да бидат од 1 април уплаќани во државниот задолжителен пензиски фонд. На тој начин ќе се обезбедат дополнителни 10 милиарди денари, кои што ќе гарантираат стабилна, сигурна и навремена исплата на пензиите на пензионерите. Еве начин како да обезбедиме дополнителни 35-36 милиарди денари, заедно со оние 600 милиони евра кои што веќе тргнавме во потрага да ги обезбедуваме во светот, ќе значи сигурно, надежно и безбедно пребродување на оваа пред се здравствена, а потоа би рекол и економска криза. Тоа е планот од 1 милиарда и 200 милиони евра, кој што веднаш владата може да го реализира. Повторувам, веднаш, без одлагање, бидејќи свесни сме и ние и сведоци сме дека се што во минатото ВМРО-ДПМН и јас, како претседател на ВМРО-ДПМН предложивме, беше на прво одбиено, за да 15-20 дена потоа беше аплицирано, но за жал, за доцнето и ефектите од таквата апликација изостана. Затоа стојам овде и ве предупредувам. Аплицирајте го ова за веднаш да излеземе од оваа финансиска криза. Блagajničkите записи заменете ги со државни хартии од вредност и оние средства кои што треба да се уплаќаат во вториот задолжителен приватен пензиски фонд да бидат со уредба, со сила на закон на владата, пренаменети во средства кои што ќе се уплаќаат во првиот задолжителен државен пензиски фонд. Сосема на крај, сакам да упатам 3 пораки. Првата е до неспособните министри во владата на СДСМ. Немојте да кревате паника. Немојте да ја плашите администрацијата. Затоа што ефектите од тој страв кој што вештачки, артифицијално го наметнувате, дека ќе немало средства за плата на администрацијата, може да доведе до паника, а паниката може да предизвика несогледливи негативни ефекти врз нашата македонска економија. Доколку вие не сте како карактери подготвени да се справите и да работите под притисок, напуштете ги местата, оставете им на луѓе кои што се подготвени да работат под притисок и знаат како да се справат со предизвиците. Втората порака е кон администрацијата. Сите оние кои што ве убедуваат дека урамниловката решение, јас стојам пред вас и ви велам не, тоа не е решение. Се консултирав и со мојот стратешки соработник, професорот Хозе Караско, кој што предава на Кралскиот институт, на Кралскиот универзитет во Мадрид, Шпанија, и споделивме искуства. Таков случај воопшто не постои ниту во Европа, ниту во светот.
Но сакам да бидам искрен, како што впрочем секогаш сум бил искрен со вас. Кратење мора да има. Тоа кратење во месец март, според нашите анализи, ќе биде до 10%, а потоа од месец за месец ќе го анализираме и врз основа на тие анализи ќе носиме заклучоци и ќе предлагаме до владата. Но ви уверувам, сето она кое што денеска земнички ќе го скратиме, ќе ви биде во подобри времења вратено. Верувајте, затоа што ВМРО ДПМН, јас како претседател на ВМРО ДПМН имам единствена цел: сите земнички да ја победиме оваа пандемија, а потоа сите земнички да ја победиме и економската криза и да излеземе сите заедно сплотени и обединети како победници од целата оваа работа. И третата работа која што исто така сакам да ја упатам до пензионерите, а тоа е, доколку се аплицира овој предлог кој што ВМРО ДПМН го предлага и тие 10 милиарди денари кои што беа предвидени да се слеат во вториот задолжителен приватен пензиски столб, се слеат во првиот задолжителен државен пензиски столб, ќе има пензија за сите. Ќе има пензија на време, без доцнење и во времето на кризата. И конечно на крај, сакам да упатам порака до бизнисот, сакам да упатам порака до владата. Вие подавам оваа рака за да седнеме и да разговараме. Една е битката да се санираат последиците од пандемијата и од економската криза. А она позначајната и поважната битка е како во услови на ваква пандемија и како во услови на ваква економска криза да го задвижиме стопанството, да може да создава производ, да создава додадена вредност, за да ја одржиме економијата онолку колку што можеме, за да веднаш после првиот ден од како ќе престане оваа криза, и здравствена и финансиска, го достигнеме максимумот, а зашто да не и повеќе од тој максимум. Она што како ВМРО ДПМН во периодот планираме да го спроведеме, подготвени сме благовремено, навремено да информираме и јавноста, но и оние самобендисани министри во владата на Македонија. Ви благодарам на вниманието и за сите дополнителни информации ВМРО ДПМН ви стои на располагање. Добро, председателе, пристигна повеќе прашања од повеќе редакции, ќе почнам со ред како пристигаат. ТВ Алфа. Зоран Заев вели дека предлагате помош од 12.400 денари за фирмите, а не 14.500 како него. Што всушност предлагате? Јас на времето имав дилема дали човекот не ги разбира работите или дали погрешно ги разбира, но после последните негови настапи и изјави имам целосно расчистување на таа дилема, а тоа е дека навистина не ги разбира работите и тоа посебно ме плаши. Затоа што на времето мислев дека води политика, политиканство, па се обидува да ги изврти тезите и на поинаков начин да ги представи во јавноста. Но последните негови настапи се навистина загрижувачки и јас сваќам дека господинот Заев впрочем и не ги разбира работите, односно не разбира тоа што го зборува. Она што ние како ВМРО ДПМН го нудевме, а за жал веќе е задоцната мерка, тоа беше 50% од трошоците за бруто плата, кои што опфаќаат нето плата која што добива работникот, плюс придонесите да ги покрие државата. Или, да се обидам да бидам попрецизен, доколку е нето плата која што добива работникот 20.000 денари, и на тоа се додадат придонесите кои што се отприлика 8.500-9.000 денари, тогаш доаѓаме до бројка од 28 или 29.000 денари. Она кое што треба државата да го поддржи е половина од таа бројка. Доколку работникот има примање 30.000 денари нето и на тоа се додадат придонесите, тогаш доаѓаме до бројка од 43-44 денари. Тогаш нашиот предлог беше да државата субвенционира 50% од тие трошоци, а тоа е некаде околу 21.500, односно 22.000 денари. Тоа е она кое што можам да го дадам како одговор, а се наметна како дилема после последните изјави кои што ги даваше господин Заев. Добро, благодарам. Следно прашање, портал Вечер МК. Заев вели дека и вие учествувате во техничката влада, дали е тоа доволно да наметнете ваши ставови и политики? Точно е, ВМРО ДПМН преку министерот Наке Чулев учествува во техничката влада, но ја користам оваа прилика да кажам неколку работи. Може би за првата ќе бидам и погрешно разбран, но ако не ја споменам, тогаш ќе останам должен кон јавноста. Единствен министер кој што денеска вие можете да го сретнете на улиците, на пунктовите каде што се контролира ограничувањето на движењето, единствен министер кој што вие можевте да го видите во првите борбени линии и во Дебар, и на Табановце, и на Блаце, е токму тој, господин Наке Чулев, и неговата одговорност е да биде
спроведен редот и мирот во државата. За жал, господин Наке Чулев не учествува во здравствените политики, господин Наке Чулев не учествува во економските политики, бидејќи си постојат економски министри во владата. Иако ние подадовме рака, номиниравме двајца представници во тој економски совет, тоа е професорот Трајко Славевски, техничкиот заменик министер Гордана Димитриевска Кочевска, но после монаа првична средба која што морам да признаам изненадувачки лошо заврши без никакви заклучоци, апсолутно никаква фајда нема од тоа што подадовме рака и што ги понудивме нашите капацитети. Одговорноста е на владата. Нивните погрешни политики, за жал, политички може да донесат многу за опозицијата. Но чуму ни нас политички поени, ако пред се државата е таа која што во овој момент е на колена и ако гледаме како ни бега од рака. Она кое што како ВМРО ДПМН денешната пресконференција го кажавме. Луѓе, стоиме овдека, пред вас сме, ви подаваме рака, ајде заеднички да ги симнеме штитовите и да работиме во интересот на државата. Кога сакате, каде сакате, повикајте не, ќе дојдеме и ќе поразговараме, затоа што ова е надпартиска битка и надпартиски предизвик. Престанете со политиканство, престанете со нарачки, ајде заеднички да ја победиме оваа работа. Има време и за политики, има време и за кампањи, има време и за останати работи. Добро, трето прашање ТВ Телма, новинар Сонја Николовска. Прашање околу можноста за одржување на парламентарните избори. Вчера лидерот на СДСМ Заев рече дека најоптимистичко сценарио би било јули, можни термини се некаде во септември или октомври, а краен термин е 11 декември. Иако прва грижа на сите е здравјето на луѓето, дали размислувате кој термин, односно кој месец за вас би бил најприфатлив? Целосно сме фокусирани на тоа што е прв приоритет на граѓаните, а тоа е здравјето, обезбедување политики и мерки за намалување на ширењето на пандемијата, се разбира, потоа справување со економската криза, но не само санирање на последиците од економската криза, него како во услови на криза да се обидиме да го задвижиме стопанството, затоа што луѓето се денеска надвор од работните места, не се создава производ, не се создава додадена вредност. Тоа се нашите приоритети. Кога зборуваме за избори, јас и во минатото и сега истото ќе го кажам, тоа во овој момент не ни е приоритет. Си има законски обврски кога треба да се одржат тие избори. Дај Боже се да биде како што треба. Тука сме, ќе поразговараме, било која дата ќе си дојде редот да се одржат и тие избори. Јас кога би бил СДСМ, би бил сериозно загрижен од исходот на тие избори, но денеска тоа на нас не е ниту прв, ниту секундарен приоритет. Ке повторам, примарен приоритет не е здравјето на граѓаните, секундарен приоритет не е справување со економската криза и последиците од пандемијата и да се обезбеди начин како во услови на криза да го задвижиме стопанството. Добро, пристигна уште едно прашање од телевизија Алфа во однос на кондицијата на буџетот, но во интерес на времето, бидејќи беше одговорено во пресконференцијата, ќе преминам на следното прашање. Мактал Саше Политико Ивановски, господине Мицковски, дали ќе се оградите и ќе ги осудите изјавите на коалициониот партнер во врска со неговите коментари кон новинарот Чомовски? Па видете, она што успеав да го прочитам на медиумите, најдобро би било да се побара изјава од господинот Стефчо Кимовски, предпоставам ки има што да каже како одговор на прашањето на почитуваниот Саши Ивановски. Но она што беше дел од оние 8 минути кои што вчера беа прикажани на една телевизија, а е поврзано со интервју кој што го давав со новинарот Чомовски, само би сакал да кажам да бидат граѓаните трпеливи и да ги поканам во текот на утрешниот ден кога ќе се емитува тоа интервју да го следат до крај и ќе добијат одговор на многу прашања. Она што сакам да го демантирам, а што и самиот новинар го демантира, беше оние лажни вести каде што провладините медиуми по нарачка едногласно веднаш оркестрирано испорача една лажна вест дека сум го напуштал интервјуто. Би сакал оваа прилика да искористам и да дадам одговори на таа лажна вест. Навистина е предизвикувачки да се даде интервју, навистина е предизвикувачки да се разговара со новинарот Чомовски, но ниту па некогаш ми паднало на памет, ниту пак во иднина, предпоставам ќе ми падне на памет да напуштам било какво интервју, затоа што тоа е единствен начин во услови на тешка опозиција и единствен прозорец кон јавноста како лидер на ВМРО ДПМН да соопштам ставови поврзани со
актуелните политики во државата и ја користам секоја можност тоа да го направам. Така што навистина бев непријатно изненаден од така наречените новинарски пера кои што лиферува лажна вест преку провладените портали, па истата подоцна беше демонтирана од самиот новинар. Но еве ги повикувам сите да го проследат интервјуто во текот на утрешниот ден, ќе добијат многу одговори на тоа прашање. Второто прашање на истиот новинар Саша Ивановски во врска со дупката во буџетот од околу 2 милиарди евра, многу интерес на времето и тој одговор ќе може да го најде во вашата пресконференција. Па не, еве ќе го повторам тоа. На 12 март прв пат предупредив дека ќе ни се случува ова. Тогаш одговорот од страна на владата беше дека не треба Мицкоски да се грижи, ако треба помош за стопанството, тука сме, ќе помогнеме. Онака, само бендисано, во нивен стил, од високо, кажаа дека ја контролираат ситуацијата. До 21 март практично нас Нина Ангелевска, Мила Царовска, Зоран Заев, Оливер Спасовски не убедуваа дека блескаме, дека е ликвиден буџетот, дека нема простор за грижа и така натаму. За да 2-3 дена потоа видиме дека се лиферуваат бројки без никаква анализа од милиарда и 200, милиарда и 300, 2 милиарди, 3 милиарди во текот на вчерашниот ден слушнавме. Значи, нешто што е фрапантно, за да на крај дојдеме до оној став кој што на почеток го кажав, а тоа е дека ако пред 15-20 дена ја сватеа сериозно кризата и предупредувањето кое што како ВМРО ДПМН го кажавме, и ако тогаш се тргнеше да се обезбедат пари, ние ќе ги обезбедевме тие пари ќе беа многу поевтини од тоа што ќе го направиме сега и се ќе беше поинаку. Но за жал, знаете, кога гледате од високо, многу брзо трескате од земја многу ниско. Добро, и третото прашање, дали ќе одонирате седиштето на ВМРО ДПМН за карантина, потоа и за други намени? Добро, секога се обидува Саша Ивановски да биде и духовит во прашањата. Седиштето на ВМРО ДПМН е во моментот замрзнато, незаконски, нелегално од страна на судовите во нашата држава, кои што се под жесток политички притисок на трас диригентот во оркестарот. Најпрво да почекаме по методот трас да биде ослободено седиштето на законски начин, дури потоа можеме да зборуваме за било какви активности поврзано со истите. Така што во овој момент очекуваме трас Луи Витон судството, најпрвин да постапи согласно законот и да го деблокира седиштето на ВМРО ДПМН, за да можеме да бидеме компетитивни на следните парламентарни избори, кога и тие да се случат, за да можеме да функционираме, па дури потоа можеме да зборуваме на оваков тип провокативни, би рекол, духовити прашања. Бевте на лидерската средба која се одлучуваше за вонредна ситуација. Имавте увид во тоа како размислуваат и од власта, како размислува и председателот. Имате ли анализа од прилика колку би траело оваа вонредна состојба и ваквата општа ситуација? По тоа што го гледам јас, мене ми изгледа дека вака им се уарнува. Па мислам дека ќе потрае. Мислам дека сме на почетокот. Очекувам дека пикот ќе биде втората половина на април, првата половина на мај месец. Имајќи ја предвид состојбата со пандемијата во Европа и во светот, мислам дека ќе потрае и тоа е дел од она константа која што е дел од нашата неравенка кога ја решаваме и кога нудиме мерки како да ја надминеме кризата. Јас би сакал да бидам искрен со граѓаните, како што впрочем и секогаш сум бил, честен и честит, и да кажам дека не очекувајте брзо оваа работа да заврши, но истовремено не очекувајте, бидејќи сето она кое што времено ќе биде одземено од страна на оваа неспособна политичка гарнитура која што ја води владата, ќе биде вратена од страна на една друга амбициозна влада која што ќе знае како да ја води државата. Добро, нема повеќе прашања. Благодарам на колегите од медиумите што ги испратија. Благодарам.